пратеникот Тимчо Муцунски, повелете. Почитувани, подпредседателот на Европската комисија и високиот представник на Европската унија за надворешни прашања и безбедносна политика господинот Борел пред 2 дена изјави дека Европската унија не се припрема, дека го сака Западниот Балкан во рамките на нејзините граници, но дека земјите од регионот мораат да ги завршат своите домашни задачи и да спроведат реформи. И во наведениот контекст како приоритети во реформите во земјите од Западниот Балкан го посочи независното судство и борбата против корупцијата. За жал, ние како да не ја научивме лекцијата и продолжуваме да действуваме токму во спротивната насока. Се наоѓаме во категоријата на држави каде што царува корупцијата и каде што правдата се применува само врз сиромашните, слабите и често врз политичките неистомисленици. Во пракса, правдата се применува само врз тие кои не можат да ја купат. Тоа го констатираат представниците на меѓународната заедница, а нашите граѓани секојдневно го чувствуваат. Правдата важи, например за Горан, Јана, Ацу и за сите осудени за 27 април за кривично дело за кој сите веројатно во оваа сала знаеме дека дело со таа квалификација не сториле, но сепак има определени и издржуваат вкупна затворска казна од над 200 години. Истовремено, истата правда некако тешко да се испорачува во однос на тие кои економски и финансиски ја опустошија нашата земја во последните 30 години. Оваа влада веќе 4-та година ветува правда и правичност, а патем едно цело поглавје од незината програма за работа е наречена Ред и правда. Докога отворите таа програма и без некоја посебна анализа, веднаш можете да го произведете заклучокот дека 1/5 од мандатот на актуелната влада е поминат, а степенот на реализација е во невидливи размери. Во нормални европски услови, кога се дадени сериозни ветувања, а истите не се исполнети, веднаш се отвори прашањето за враќањето на мандатот кон граѓаните. За жал, заради нискиот степен на политичка култура и отсуството на правда и правичност, очекуваниот напредок во ниту една област не се движи во посекуваниот правец. Токму во наведената насока имав желба да поставам и неколку општи прашања од оваа област и да ми одговорите. Зошто недостасуваат суштински реформи? И дали сте свесни дека во последните 4 години не само што немаме напредок, туку е констатирано дополнително влошување на состојбите? После подлабоко размислување сепак се откажав од мојата намера. Затоа се потсетив на реалните факти, дека токму оваа старо-нова влада, дополната со уште еден партнер, даде 3 амнестии за 3 години. И е влада која ја зацврсти позицијата на државата, сместувајќи ја како прва помеѓу посредните на глобални ранг листи за перцепција на корупција. Токму затоа се одлучив да не го строшам своето, вашето и најбитно и времето на граѓаните, за прашања на кои не би можеле да дадете релевантен одговор, ниту пак веројатно имате искрена желба да осмислите некој сериозен концепт во прилог на решавање на ова прашање. Затоа, моето денешно прво пратеничко прашање го упатувам кон заменик на председателот на владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции господинот Битики. Тој не е присутен денес, но ќе може веројатно писмен одговор да даде на прашањето. Почитувани, со свој текст претходната недела председателот на најголемата и најстарата стопанска комора во Македонија истакна, цитирам: "Она што ме загрижува е се поголемиот јаз што настанува и што се продлабочува помеѓу јавниот и приватниот сектор, затоа што напредокот на една земја е можен само доколку тие релации се обострани." Истовремено тој истакнува дека соочувајќи се со реалноста би можело да се констатира состојба во која развојот на компаниите оди далеку побрзо отколку на државните институции. Забележително е дека јавниот сектор се уште се соочува со неефикасност, партизација, прекубројност, слаба стимулација, понатамошна присутна силна заштита и привилегирана позиција во меѓусебните плаќања и односите во приватниот сектор, донесување на закони по скратена постапка и претерана регулација во области каде што тоа не е неопходно. Се заклучува дека доколку не се превземат соодветни чекори, таквата подвоеност може да резултира со уште поголеми поделби и уште повеќе да комплицира меѓусебната соработка. Светам дека треба внимателно да се анализираат и почитуваат ставовите на институциите и поединците кои одлично ги познаваат економските состојби, а пред се и проблемите на најголемите работодавачи.
Истовремено не би можеле да занемариме и констатацијата дека за период пократок од една година се изгубени над 50.000 работни места. Паралелно кога економските проблеми не престануваат, силно да чукаат на влезната врата на куќата, која заради непревземање на правовремени и вистински превентивни мерки во секое време е можно да се сруши. Затоа моето прашање до заменик председателот на владата е дали е владата подготвена да предложи соодветни економски мерки кои конечно ќе вродат со плод, кои се засновани на реални параметри, кои имаат за цел долгорочно да ги санираат економските проблеми, кои ќе овозможнат целосно заживување на стопанството, побрз економски раст, побрзо реализација на планираните капитални инвестиции, зголемување на странските инвестиции. Останува веројатно единствено надежда дека повторно нема да бидеме сведоци на многу дадени ветувања, а без соодветна практична реализација. Второ пратеничко прашање упатувам кон министерката за образование и наука. Имено во рамките на ова собрание пред околу 2 недели имаше јавна расправа во однос на предлогот за реформа на основното образование. Поврзано со овој радикален концепт без концепт, кој патем беше предмет на сериозна критика од страна на најстручните, во рамките на овој законодавен дом дополнително дебатиравме за владино барање за дополнително задолжување во висина од 21,5 милиони евра. Истовремено, заради запознавање на јавноста, би сакал да потенцирам дека без оглед на уредно доставената покана до Министерката за образование и наука, таа сепак не дојде во овој дом, од кого е избрана и пред кого има уставна обврска во секое време да одговара. Нашата интенција беше министерката да даде лично образложение. Зошто е потребно Македонија во услови на светска пандемија и сериозна економско-финансиска криза итно да се задолжи со огромна сума пари за реформа, а да притоа нема јасно изградена стратегија и реално одржлив план за нејзино спроведување. Но министерката одлучи повторно да покаже непочит кон собранието и пратениците. Упатеното прашање до почитуваната госпоѓа министерка Царовска е дали го слушнала јасниот глас на мнозинството стручни лица, релевантните институции и пошироката јавност. Дали е подготвена да ги признае направените грешки и да се врати на заедничката работна маса со видни експерти во државата заради заедничка подготовка на одржлива реформа во областа на основното образование, а во чии рамки на прв план ќе бидат ставени интересите на учениците, наставниците, родителите и воопшто напредокот на државата во рамките на образовниот процес. Ви благодарам.